Екипи на јавното претпријатие Македонија пат за време на викендов работеа на терен и ги расчистија магистралните патишта, А3 Крупиште Калиманска брана, Р1 205 Крупиште Пробиштип. Екипите на претпријатието го расчистија патот Р1 304 Превалец Берово и патниот правец Р1 309 Зрновци Градовци Пониква. Исчистени се сите остатоци од снег кој во текот на викендот паѓа обилно, зашто потрошени се околу 60 метри кубни ризла и 20 тони индустријска сол, рече раководителот на Македонија пат Владко Јорданов. Екипите работеле со 4 теретни возила, обслужувани со плуг за расчистување на снег и соларка за сол и песок. За време на викендот, дежурна екипа на јавното претпријатие имало и на одмаралиштето на Пониква, така што во текот на денот сите возила и посетители што биле на Осогово без проблеми се вратиле назад, додаде Јорданов. Во текот на утринските часови на сите споменати патни правци имало остатоци од снег, кои покрај тоа што биле посолени со абразивен материјал, сепак бил замрзнат. Снегот не се растопил затоа што утринава била измерена температура од -8 степени Целзиусови, а солта се раствора до -7, вели Јорданов. Инаку во текот на денот сообраќајот на сите магистрални патишта се одвива непречено и по влажни коловози и со повторна интервенција на екипите, остатоците од снег се исчистени. Освен магистралните, исчистени се и локалните патишта во Кочани, зашто задолжено е комуналното јавно претпријатие Водовод. Во саботата и неделата дежурни екипи на претпријатието фрлале сол и песок на критичните места, што се одредени според програмата за зимско одржување на локални патишта, усвоена од Советот на општината, зашто се потрошени 8,5 метри кубни песок и 1,5 тон сол. Во текот на денот екипите работеле и на останатите и неприоритетни места, рече Александар Евтимов, технички директор во Водовод. Екипите и на двете претпријатија будно ја следат состојбата и ќе реагираат на терен во зависност од најавеното ново паѓање на снег во текот на ноќта.